Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Во Вевчани започна карневалската еуфорија. Ахава повлече од пазарот сет за јадење од бамбус. Се формираат волонтерски, креативен и медија клуб во Охридскиот младенски центар. 25 милиони евра за реконструкција на студентските домови во државата. Активности за заштита на 7 охридски чинари. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и свежо. Во текот на ноќта кон сабота ведро со локална облачност и студено време, а денес максималната дневна температура до 8 степен. Во сабота над западна, централна, северозападна и северна Европа времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветер. Во северните делови на стариот континент снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, но свежо. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди и пониски температури, а попладне и вечерта во северните, централните и источните делови на полуостровот локални врнежи од дожд, максималните температури од 5 до 12. Во Македонија по студеното утро времето во текот на денот умерено облачно со повремени сончеви периоди, релативно топло за овој период од годината. Ќе дува ветер од променлив правец, минималните од -5 до +3, максималните дневни температури во Македонија утре од 4 до 12 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, минималната -1, дневната 8, во недела претежно сончево време со локална облачност и дневна температура до 8 степени. Во понеделник умерено облачно, а попладне зголемување на облачноста која навечер ќе донесе нестабилно време со врнежи од снег. Минималната температура -2 степени, дневната 6. Во вторник во Охрид умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и потопло со пораст на температурите. Минималната +2, дневната 11 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Во Вевчани започна карневалската еуфорија. Во фокусот годинава е економската криза, инфлацијата, војната во Украина, спорот со Бугарија и евроинтеграциите на земјава. Пишани извори сведочат дека карневалот е стар најмалку 1500 години. Денес карневалот е интересно и необично испреплетување на паганските со христијанските обичаи. Во падините на Јабланица карневалско лудило. Вевчани денес наликува на Слободен театар без граници со многу хумор и сатира, зурли тапани, покрај традиционалните зетот и невестата глупавиот Август и ѓаволите, низ вевчанските улици продефилираа стотици маски. Во фокусот на карневалот беше енергетската и економската криза, евроинтеграциите на земјава, спорот со Бугарија, војната во Украина, изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Низ улиците прошетаа и министерката за одбрана Славјанка Петровска, Жан Митрев и покојната кралица Елизабета. Фашистичка Бугарија, фашистичка Европа. Нека се сетат политичарите, не јас. Јас знам. Јас се глупи Август. Тие се традиционални одела, што се главни во Василица од Вовчани. Че јас се маскирам 4 години, ко секојаш глупи Август и таа е традиционалната маска во Вевчани. Првиот човек на општина Вевчани ја повика јавноста да не замерува на маските. Василичарите немаат намера да навредат никого, тие се коректор на власта. Она што не е задоволен самиот народ, начинот на кој се практикува власта, ќе го видите низ маски, низ на 13 14 во Вевчани. Значи се она како не треба да биде поставена една власт према своите граѓани, ќе го видите значи прикажано низ вевчанските маски. Значи имам истакнато дека ако видите грубост, по раката не бидете груби. Ако видите вулгарност, по раката не бидете вулгарни. Значи едноставно како на филмска лента ви поминува она што било што за граѓаните е негативно практикувана власт. Вевчанскиот карневал привлекува голем број туристи од земјава и светот, но и новинари и фотографи кои се воодушевуваат од изворната традиција. Carnival here and I saw photos and I just was blown away by how unique and how long it, like the tradition, and that even in Corona that you were still able, and people were saying, well, the plague was here and we still did it, and again that you continued. And I thought this is also what I'm about. So Вевчанци со карневалот ја слават Стара Нова година, со маските и ритуалите се обидуваат да го избркаат злото. Пишаните извори сведочат дека вевчанскиот карневал е стар најмалку 1500 години. Денес овој настан е интересно и необично преплетување на паганските со христијанските обичаи. Вевчани денеска живее под маски. Карневалот, најстарата карневалска манифестација во земјава, завршува утре со ритуалното палење на маските. Од пазарот се повлекуваат сетови за јадење од бамбус. Агенцијата за храна и ветеринарство издаде решение за повлекување на чаши, чинии и чинии со прегради, увезени од Франција. Производите не се во согласност со одредбите на правилникот за посебни барања за безбедност на пластични материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храна. Од домашниот пазар се повлекуваат детски сетови од бамбус. Станува збор за прибор за јадење, чаши, чинии и чинии со прегради од производителот Дорел од Франција, а во земјава се увезени од скопски увозник ББ Хоум. Агенцијата за храна и ветеринарство го издаде решението за повлекување на небезбедните производи по добиена нотификација од Европскиот систем за брзо предупредување во небезбедна храна на пазарот. Пластичните производи што се продаваат како материјали за контакт со храна, кои содржат бамбус и други невластени адитиви на база на растенија, не се во согласност со одредбите од правилникот за посебни барања за безбедност на пластичните материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната, а кој е усогласен со европската регулатива. Од ДАХАВА напоменуваат дека за повеќето адитиви од растителна основа, вклучувајќи го и бамбусот, нема проценка за нивната безбедност.
Следствено на тоа се забрануваат за употреба во пластика. Од Агенцијата за храна и ветеринарство упатуваат препорака до купувачите да не ги употребуваат овие производи. Некои од нив може да представуваат ризик по здравјето на луѓето, бидејќи употребата на бамбус и други неовластени мелени растителни материјали во пластичните производи кои доаѓаат во контакт со храната и можат да доведат до забрзана деградација на одредени пластики и до мигрирање на супстанции од пластиката во храната. Во некои случаи миграцијата може да ги надмине безбедните граници кои се утврдени со правилникот за посебните барања за безбедност на пластичните материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната. Пластичните материјали наменети за контакт со храната може да се произведат само со супстанции кои се темелно испитани и се одредени со правилник. Во него засега се одобрени 900 супстанции, како што се мономери, адитиви и помагала за производи на полимери. 25 милиони евра за реконструкција на студентските домови во државава, меѓу кои и студентскиот дом Никола Карев од Охрид. Проектот е финансиран од Германската развојна банка. Министерството за образование и наука започна со подготвителни активности за крупниот инфраструктурен проект кој предвидува целосна обнова на државните студентски домови и нивно трансформирање во енергетски ефикасни објекти. Реконструкцијата ќе опфати 8 објекти, меѓу кои и студентскиот дом Никола Карев во Охрид. Како што велат од МОН, ќе се обезбедат подобри услови за сместување, престој и удобност во студентските домови, нагласувајќи дека тоа е еден од нивните клучни приоритети. Оваа информација беше споделена од делегацијата на МОН, предводена од шефот на кабинетот на министерот Агим Шакири, која учествува на 3-дневна меѓународна конференција на ученички и студентски домови во Југоисточна Европа, што се одржа во Белград, Република Србија, под наслов "Предизвици во работењето со диалог до напредок". На конференцијата беше посочено дека Министерството за образование и наука во соработка со Сдруженија на млади и Сдруженијето за ученички и студентски домови работи на подготовка на нов закон за младински стандард со кој меѓу другото ќе се реформира начинот на финансирање на ученичките и студентски домови и ќе се подобри стандардот на младите во нашата држава. Поттикнување и активно вклучување на младите во заедницата е главниот фокус на годишната програма на Младинскиот центар Охрид. Акцент ќе се стави на младинското учество, неформалното образование, информирање, вработување и култура. За таа цел се формираат волонтерски креативен и медија клуб, преку кои младите ќе можат да творат, да се изразуваат и да ги подобруваат своите животни вештини. Активно вклучување на младите во заедницата е фокусот на годишната програма на Младинскиот центар Охрид. Подобрување на благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот, циркулација на информации од важност за младите и други аспекти од нивен интерес се предвидени во 5 главни оски на програмата што опфаќа младинско учество, младинско информирање, неформално образование, вработување, претприемништво и култура. Ќе се формира, односно веќе објавен повикот за креативен клуб, каде што ќе има доста театарски работилници, сајми на рачни изработки, промоција на млади уметници и така натаму. Преку самата веб страна на Младински центар Охрид ќе се нудат повеци за волонтерство, образование, култура, вработување и така натаму. Кога сме кај вработувањето и претприемништвото, Младински центар Охрид посебно ќе ја промовира гаранција за млади, односно делот од оперативниот план за вработување. Се планира да се направи сајм за кариера, да имаме кариерно советување кои ќе го реализираат кариерни советници и за крај тука е според мене и најбитното неформалното образование. Во овој дел веќе и формиравме волонтерски клуб каде што самите волонтери ќе имаат можност да научат нешто повеќе за неформалното образование преку различни работилници, форуми, панел дискусии, се планираат одредени екоакции, предавања за екологија, недискриминација, безбедност и така натаму. Периодов активен е огласот за пријавување на членови во новоформираниот медија клуб при центарот. Неговата цел е пласирање на ставовите на младите преку аудио и видео содржини, а се предвидува печатење на весник. Медија клубот ќе биде начин за младите охриѓани да ги искористат своите таленти за прикажување на одредени содржини со истовремено користење на текстови, звуци, видеоклипови и музика на креативен и иновативен начин да се прикаже замислата и да се стигне до целта.
заедно да креираме содржини кои ќе бидат корисни за останатите млади со акцент на зголемена младинска информираност. И тие ќе можат да придонесат со истото. Еден од тие е излегување на весник кој ќе биде за работата, функцијата и се што младинскиот центар ќе работи во текот на една година. Годинава центарот ќе се вклучи во одбележување на позначајни денови, со посебен акцент на одбележување на Светскиот ден на младите 12 август. Најавуваат пригоден хепенинг на кој ќе се организираат серија активности со кои ќе се промовираат младите уметници, креативци и артисти. Повеќе од 15.000 холандски туристи се очекуваат во Охрид оваа година со 6 чартери неделно во текот на сезоната. Дополнително 2 чартера неделно се најавуваат од Велика Британија со 5.000 до 6.000 туристи. На интернационалната саемска манифестација во Утрехт, Холандија, која се одржува од 12 до 15 јануари 2023 година, македонските туристички потенцијали во комбинација со македонски вина и храна се промовирани на првиот ден од саемот во заедничка организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и ТУИ Холандија. Интересот за македонскиот туристички пазар е зголемен и нашата дестинација се повеќе е застапена во програмите на туроператорите од Холандија, но и генерално во овој дел на Европа, велат од агенцијата. На презентацијата, покрај голем број на туроператори, присуствуваше и веде амбасадорката на Македонија во Холандија, Јачева, како и голем број на хотелиери и туроператори од Охрид. Потврдени се чартери за средината на месец мај до Охрид по 4 пати неделно, додека во високата сезона нивниот број ќе биде 6 чартери неделно од Холандија и дополнително поставување на Македонија во кружните патувања. Очекувањата на ТУИ Холандија за 2023 година се приближно 15.000 туристи, што представува најголема бројка досега. Од Велика Британија се најавени 2 чартери неделно од Манчестер и Лондон, со кои се очекува за 2023 година дополнителна посета од 5.000 до 6.000 туристи од Обединетото кралство. Новата реалност во туристичката индустрија овозможи зголемен фокус на активните форми на туристичка понуда, еногастро концептот, екотуризам и генерално руралниот туризам, што представува предност на нашата дестинација, која има идеални услови и можности за развој и промоција на овие туристички содржини. Активности на јавното предпријатие Охридски комуналец за заштита на 7 охридски чинари. Екипи на оделението паркови и зеленило при јавното предпријатие Охридски комуналец денес спроведува низа активности за заштита на охридските чинари. Кај чинарот на плоштадот Крушевска република се реализирани активности за обновување на заштитната кора, прихрана, дополнување со хумусна земја, чистење од суви и непотребни гранки и расчистување на околниот простор. Кај чинарот во населба Воска се реализирани активности за прихрана, кастрење суви гранки и расчистување на околниот простор, додека кај другите чинари на територијата на општина Охрид се интервенирало на одстранување на бршлените, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. 7 охридски чинари на иницијатива на општина Охрид владата ги прогласи за природна реткост. Во јули минатата година општината постави информативни табли пред сите заштитени чинари и кочеџикот со основни информации за староста и називот на овие заштитени стебла. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. НАТО ќе премести неколку своји изведувачки авиони од својата база во Германија во Романија за да надгледува руската воена активност. На 17 јануари во Букурешт треба да пристигнат системите за воздушно предупредување и контрола на надзорот АВАКС, за да го подржи зголеменото присуство на алијансата во регионот и ја следат руската воена активност, соопшти денес НАТО. Авионите ќе бидат стационирани во базата на романските воздухопловни сили во Отопени во близина на Букурешт, 200 километри од источната граница на земјата од Украина и ќе останат неколку недели. Франција пак бара да испорача лесни борбени тенкови на Украина во рок од 2 месеци, изјави францускиот министер за вооружени сили Себастиен Лекрону. Рускиот министер за надворешни работи пак Сергеј Лавров рече дека секоја пратка од Франција која содржи оружје ќе биде легитимна цел за руските сили. Кинан Андерсон, братучет на коосновачот на Black Lives Matter Патриша Кулорс, почина неколку часа откако полицијата во Лос Анџелес повеќе пати врз него употребила електрошокер и го држела на улица.
31-годишниот Андерсон, по професија професор, починал во болницата во Санта Моника. Полициската управа во Лос Анџелес објави снимка од камерите на телото од инцидентот на 3 јануари на кој се гледа како Андерсон моли за помош додека полицајците го држат на земја. Повеќе од 70.000 вработени на 150 универзитети во Велика Британија ќе штрајкуваат 18 дена од февруари до март, доколку во меѓувреме не се постигне договор за зголемување на платите и подобрување на работните услови, објави денес синдикатот на универзитетите и колеџите. Од синдикатот изјавија дека се ближи рокот во кој универзитетскиот сектор треба да се договори за покачување на платите, во спротивно ќе се организира штрајк. Генералниот секретар на синдикатот рече дека од синдикатот бараат зголемување на платите, откако работодавците одобрија пораст од само 3% за време кога инфлацијата беше двоцифрена. Велика Британија го забележа својот најголем бранш штрајкови во последните децении во голем број сектори, вклучувајќи ги здравство, железници, гранични услуги, при што работниците бараат зголемување на платите во согласно со инфлацијата, која е на највисоко ниво во последните 40 години од 10,7%. Најмалку 6 лица загинаа во невреме и во торнада, која вчера го погоди центарот на Алабама, изјави гувернерот на Алабама. Гувернерот прогласи вонредна состојба во 6 области на Алабама, најтешко погодени од невремето. Областите за кои станува збор се Отаго, Чемберс, Куза, Далас, Елмор и Талапуса. Силните ветрови, обилните дождови оштетија домови и прекинаа електрична енергија во десетици илјади домови во делови од Џорџија, Мисисипи и Алабама. Повеќе од 250 летови од меѓународниот аеродром Хартфилд Джексон во Атланта и меѓународниот аеродром Шарлот Даглас во Даглас беа откажани или одложени. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.